Обвинителството се уште молчи по вчерашната акција во воландовската компанија Green Life, од каде беше запленет 1 тон канабис. Оваа компанија е една од 6 на кои владата им ги одзеде лиценците за работа по спроведените контроли. Според официјалните информации, сопственички удел во компанијата основана 1 јануари 2018 има српската компанија Bionaturals, која во Србија се поврзува со истраги за шверц на канабис од Македонија. Од МВР информираа дека вчера по наредба најавен обвинител од основното јавно обвинителство Гевгелија, полициски службеници од ЦВР Струмица и ОВР Валандово извршиле претрес во просториите на правниот субјект во Јосифово, при што била пронајдена и одземена марихуаната. Оваа заплена е дел од пошироката акција во која досега се одземени околу 40 тони марихуана од компании што поседувале лиценци за одгледување канабис за медицински цели. Покрај Green Life, лиценците им беа одземени на CBD Medplant, Life Plant, Ata Farm, Cannabiotis и Alpha Farm, чиј собственик е српски државјанин кој беше уапсен во Србија поради шверц на 5 тони марихуана. Откако тамошните органи ги објавија сомнежите дека марихуаната потекнува од Македонија, македонската полиција и обвинителството започна акција. Основното јавно обвинителство за гонење на организиран криминал и корупција отвори истрага за 6 мина кои се сомничат за вмешаност во шверцот во Србија, а надлежните органи започнаа постапка за преиспитување на лиценците. Како што вчера соопшти министерот за здравство Азир Алиу, одлуката за одземање на лиценците е донесена поради утврдени неправилности, меѓу кои несоодветно складирање на сувиот цвет, недоследно известување до надлежната комисија и недоставување целосна документација за продажба и трансфер.